Добро вечер во емисијата 360 степени налсат. Еве најавата за содржините во ова издание. СДСМ во влада, ВМРО ДПМН е на власт. За да го смените директорот на одредено јавно предпријатие, потребно е претходно да дојде до промена на управниот одбор во тоа соодветно јавно предпријатие. За да ги смените членовите на управните одбори на јавните предпријатија, потребно е тие да исполнуваат одредени услови. Сложени процедури, недостиг на кадри или проблеми во коалицијата. Зошто новата власт досега смени едва и 12 од 500 директори на државно ниво. Германската амбасадорка Althausser си оди без извинување по личните навреди од Иванов. Ich mache mir um meine eigene Professionalität überhaupt gar keine Sorgen und mein nächster Posten in China, in Shanghai, spricht auch eher für, wie soll ich sagen, für eine Anerkennung durch Berlin. Стајковци и Сингелич една година по катастрофалната поплава. Еден мал дожд кога има кај нас, веќе куќите се поплавуваат. Значи каналот треба што подхитно и поскоро да се најде решение и да се изгради тој канал. Минатогодишниот октомври фирмата Трансмет беше избрана за изведувач на санацијата на обиколницата кај Стајковци. Меѓутоа до денеска не се знае што точно таа санација предвидува. UNDP излезе со своја препорака санацијата да предвиди подигнување на нивото на новата обиколница. Меѓутоа, дали оваа препорака беше прочитана, видена од надлежните, и тоа е непознато. Прост сам. Ако прост сам ќе јадам, ако не, немаме да ќе стоиме вака. И можеме од глад. Дури 445.000 граѓани на Македонија живеат со по еден оброк дневно, а 17 тони храна секој ден завршува на депониите. За да се складира храна, потребни се специјални садови, сепак таквата опрема би била скапа. Ние до сега не сме размислували. Бирократијата за донирање трае подолго од рокот на траење на храната. Како банките за донирање храна да не зијаат празни. Гледајте не до самиот крај за да ја видите и новата саботажа. Се враќаме по кратка пауза. Гледате 360 степени. Речиси 1,5 месец по изборот, новата влада има поставено едва 12 директори или ВД директори од околу 500, колку што обично се опфатени со промена на политичката гарнитура на власт. Од најголемата владеачка партија велат дека процедурите за именување нови кадри се усложнети во изминатите години и затоа иницираат олеснување на дел од критериумите. Но дали се во прашање само процедурите или станува збори за неподготвеност за власт, недостиг на кадри, па и проблеми во коалицијата. Зоран Јовановски ги праша власта, поранешната власт и експертите, за да дознае зошто при промената во 2006 беше сосема поинаку. Новата влада донесе 140 решенија за разрешување директори и членови на управни одбори поставени од претходната гарнитура. Јас сум на првата седница на владата на Републиката. Така стартуваше Никола Груевски во 2006-та, уште на првата владина седница. Дали има некои допринешки? За дел од експертите, метлата за 100 директори и речиси 1000 членови на управни одбори беше незаконска. Сепак, тоа не беше пречка новата власт да најде начин да ја легализира чистката. По 11 години, Македонија за прв пат има политичка влада која не ја води Никола Груевски. Споредено со начинот на кој ВМРО ДПМН ги презеде институциите, сега работата оди бавно. Па, на што се должи разликата? Еден месец од првата седница на владата на Зоран Заев, новото мнозинство успеа да доведе своји кадри, што директори, што ВД директори, на 12 позиции и да смени управен одбор на само една институција. А местата што вообичаено се пополнуваат со политички одлуки се далеку повеќе. На државно ниво, владата избира околу 500 директори и уште 2200 членови на управни и надзорни одбори.
Во надлежност на извршната власт се уште 1200 раководители и директори на локалните канцеларии на државните институции. Овие бројки значат дека партијата што ја води Никола Груевски се уште има своји луѓе на бројни позиции, а со тоа контрола и влијание над тие институции. Така, например, се случи директорот на ЕЛЕМ, кој од ВМРО ДПМН пред 3 недели да распише тендер од 80 милиони евра, без согласност од новата власт. Министерот за администрација и подпредседател на СДСМ Дамјан Манчевски вели дека воспоставувањето на новата власт е отежнато поради законите донесени од претходната влада. За да го смените директорот на одредено јавно претпријатие, потребно е претходно да дојде до промена на управниот одбор во тоа соодветно јавно претпријатие. За да ги смените членовите на управните одбори на јавните претпријатија, потребно е тие да исполнуваат одредени услови. Така што, еве, пример само ќе земам, и за да биете член на управен одбор на одредено јавно претпријатие, дури да тоа се занимава, не знам, Македонски шуми, да речеме, пример, мора кандидатот за член на управен одбор да има положено тест за англиски јазик, психолошки тест и така натака, како да се вработува во јавната администрација, што апсолутно не одговара на реалноста и на што се потребите и задачите на еден член на управен одбор во одредено јавно претпријатие или агенција. Сосема е друга работа за директорите. Но законите се на сила и мора да се почитуваат. За пример, директор на управата за јавни приходи се бира по спроведен јавен оглас, што значи дека се потребни и неколку недели за избор само поради процедурата. Кандидатот, меѓу посебните услови, треба да има барем 5 години искуство, психолошки тест, тест за интегритет и меѓународно признаен сертификат за познавање англиски јазик. Бараното ниво на познавањето на јазикот не е високо, но за тестовите и сертификатите повторно потребно е време. И покрај ваквите одредби, новата власт назначи кадар во УЈП кој не ги поседува сите квалификации. Но за да не го прекрши законот, новата директорка е само вршител на должност. Член на управен одбор пак, например, на државно јавно претпријатие, бира директно владата, но и тој мора да исполнува одредени посебни услови. Например, 3 години работно искуство, тест за интегритет и повторно меѓународно признат сертификат за познавање на англиски јазик. Тука, нивото на познавање јазик е на основно ниво, но повторно потребно е време да се обезбедат документите. За да ги забрзаат работите, Манчевски вели дека ќе ги сменат законските одредби, но само за именување на управните одбори. Например, да не постои услов за познавање странски јазик или психолошки тест. За директорите се ќе остане по старо. Но дали таквите олеснителни околности значат и дека новата власт нема доволно соодветни кадри? Оно што можеме да кажеме, не е СДСМ Македонија се соочува со недостиг на кадри. Ние раководните места ги пополниме. И тука немаме проблем како политичка партија. Но генерално и покрај проблемот на преголемата вработеност во јавната администрација, имаме сериозен недостаток на стручен кадар, на високо образован стручен кадар, особено во одредени области. Во моментот нивото на исполнетост на раководители на сектори, значи главниот оперативен раководен кадар во министерствата, само да не одам подолу, е не повеќе 40%. И тоа е така оставено од претходната власт, апсолутно не разбирам од кои причини. Марта Арсовска-Томовска беше министер за администрација токму во времето кога се донесоа овие законски одредби. Не сака да коментира зошто новата власт има проблем при изборите и именувањата, но сигурна е дека кочница не се сегашните процедури. Закажувате за полагање, одите полагате, мислам дека не повеќе од 2-2,5 часа трае испитот и го вадите сертификат. Со тоа што, значи, ова барање за познавање на странски јазици не само што беше услов за директорите, туку и за вработените во јавната администрација. Значи, по препораките на Европската комисија и на Сигма експлицитно беше кажано, уште во документи кои што ни ги праќаа тогаш кога ги правевме законите уште 2012 година, ги имам тие документи, може да ги видите. Значи, за административните службеници беше задолжително, со тоа што се инсистираше да се оди на стандардизирани тестови, на меѓународно признати тестови. Опцијата смена на законите
Кај екс-министерката создава сомнеш дека би се направила поради скриени намери. Менувањето на закон воопшто нема врска со откочување на работата. Никаква врска нема. Допирни точки нема со откочување на работата. Јас тоа го гледам како еден обид повторно да се спуштат критериумите, односно да се вратат на оние кои што постоја порано пред да ја направиме реформата и на, речеме, на мала врата да се обезбеди во однос на, сега зборам на вработените во јавниот сектор, можност за било какви влијанија, реков, роднински, пријателски, партиски и така натаму. А во однос на директорите не гледам стварно никаква пречка, значи законите апсолутно не се никаква пречка да се одберат, баш напротив. Законите се во функција на тоа да се одобрат најдобрите менаџери. Универзитетскиот професор по управно право Драган Гоцевски не вели дека законите се идеални. Напротив, смета дека на многу места се конфузни, но не гледа проблем познавањето на англискиот јазик да остане критериум. Гледа проблем што не се вреднуваат и домашните дипломи. Во услови кога ние се доближуваме до Евроатлантскиот сојуз, до НАТО, кога се доближуваме се повеќе до, се бориме нели за предпристапни преговори за членување во ЕУ, очекувајте дека и јавните служби ќе бидат изложени на се поголем контакт со странци, со странскиот фактор, со надворешниот фактор. И они ќе мора да читаат и да се соочуваат и со прописи, и со акти, и со литература на странски јазик. Второ е прашањето на каков начин тоа познавање ќе се докаже. Дали е неопходно да биде меѓународно признат сертификат, TOEFL и ECL и така натаму, или ќе се одлучиме да им веруваме на домашните установи образовни кои што предаваат, кои што изучуваат странски јазици, кои што и даваат сертификати за познавање на странски јазик, или ќе им веруваме на нашите приватни центри за странски јазик кои што даваат сертификати. Но дали намерата да се постават своји луѓе на директорски и други позиции сама по себе е обид за партизација? Демократијата у суштина е политички процес. Значи, битно, она што е страшно е ако се избираат и именуваат лица кои не исполнуваат критериуми тамо каде што е пропишано да исполнуваат. Доколку па ги исполнуваат сите критериуми, тогаш тоа е тоа. Демократијата е политика, е политички процес. Не би рекол дека тоа е персе партизација во негативен контекст. Е партизација, затоа што избори се процес на, условно речено, една политичка партија да собере најмногу гласови со тоа да докаже дека има највисок легитимитет и да формира извршна власт. Таква играта. Одговорот на Манчевски и на СДСМ е дека процесот е оправдан и законски и политички. За да се ослободи Македонија, за да не биде повеќе заробена држава, мора да дојде до промена на власта, односно до реално превземање на власта од страна на новата власт. Како тоа да го направиме ако ги оставиме истиве луѓе да ги водат истите институции со кои што Македонија стана заробена држава. Но од друга страна, апсолутно мораме да ги почитуваме законите. Во ситуација во која опозицијата обвинува за партизација, власта се брани дека процесот е комплициран, а времето кратко. Професорот Гоцевски гледа само еден пат како правилно да се реализираат разрешувањата, именувањата и изборите. Бидете транспарентни. Објавувајте, обзнанувајте што правите. Најавувајте што планирате да направите, најавувајте кого планирате да именувате, дајте наратив во јавноста, да јавноста гледа што вие правите. Се што се прави задкулисно, што се прави брзо и преку ноќ, е малку окултно, е малку скриено и остава простор и за критика оправдана во случајот, затоа што се случува брзо и скриено. И остава простор за да се појавуваат и спекулации, квази толкувања, да се појавуваат контроверзии. Така да најдобар штит околу било какви обвинувања е транспарентност. По паузата што следува, ќе видите кратко интервју со амбасадорката на Германија и други интересни истории. Германската амбасадорка Althausser си оди без извинување по личните навреди од Иванов. Ich mache mir meine eigene Professionalität überhaupt gar keine Sorgen. Und mein nächster Posten in China, in Shanghai, spricht auch eher für, wie soll ich sagen, für eine Anerkennung durch Berlin.
Стајковци и Сингелич една година по катастрофалната поплава. Еден мал дожд кога има кај нас, веќе куќите се поплавуваат. Значи каналот треба што подхитно и поскоро да се најде решение и да се изгради тој канал. Минатогодишниот октомври фирмата Трансмет беше избрана за изведувач на санацијата на обиколницата кај Стајковци. Меѓутоа до денеска не се знае што точно таа санација предвидува. UNDP излезе со своја препорака санацијата да предвиди и подигнување на нивото на новата обиколница. Меѓутоа, дали оваа препорака беше прочитана, видена од надлежните, и тоа е непознато. Просам. Ако просам ќе јадам, ако не, нема да ќе стоиме вака. Ви умремо од глад. Дури 445.000 граѓани на Македонија живеат со по еден оброк дневно, а 17 тони храна секој ден завршува на депониите. За да се складира храна, потребни се специјални садови, сепак таквата опрема би била скапа, ние до сега не сме размислували. Бирократијата за донирање трае подолго од рокот на траење на храната. Како банките за донирање храна да не зијаат празни. Се враќаме со емисијата 360 степени. Кристине Алтхаузер, амбасадорката на највлијателната земја членка на ЕУ Германија, не сака да прогнозира дали е достижна амбицијата за Македонија идната година да добие датум за почеток на преговорите за членство. Вели дека се чувствуваат многу промени во последните недели, но дека суштинските допрва треба да се случат. Во краткото интервју со колегата Владимир Мирчевски на крајот на амбасадорскиот мандат во Македонија, Алтхаузер одговара и на прашањето дали си оди навредена по личните дисквалификации што на незин адреса ги изрече Ѓорѓе Иванов. Ambassador, what is your assessment comparing the situation when you came as an ambassador here in Macedonia and now when you are leaving the country? Zuerst einmal ganz herzlichen Dank für die Möglichkeit, mit Ihnen zu sprechen, einen meiner Lieblingssender, wenige Tage vor meiner Abreise aus Mazedonien. Was hat sich geändert? Ich denke, die Stimmung im Lande ist eine fundamental andere. Es war in den 35 Monaten oft Angst zu spüren. Es gab viele Demonstrationen. Jetzt sind wir an einem neuen Punkt. Das Land ist an einem neuen Punkt. Es ist ein neues Kapitel. Es ist viel von diesem neuen Kapitel die Rede. Mehr Transparenz, mehr Offenheit, andere Informationsmöglichkeiten. Das sind wichtige Punkte. Für mich sehr festhaltenswert die geänderte oder zuänderte Stellung des Parlaments mit Inklusion von Expertise von außen, das Hören der Zivilgesellschaft, die Einbindung der Zivilgesellschaft. Und das sind eigentlich jetzt nicht nur Stimmungsbilder, der Einbezug der Zivilgesellschaft in den Prozess der politischen Willensbildung, sondern das ist ein qualitativ neuer Schritt. Insofern hat sich viel geändert, aber die eigentliche Arbeit, die steht noch an, und das ist die Reformarbeit. Was Chancellor Merkel directly and personally involved in overcoming institutional crisis here in Macedonia before as well after the elections? Sie wissen, in der Bundesrepublik Deutschland, wir haben die Richtlinienkompetenz des Kanzleramtes. Das heißt, sie gibt die Vorgaben. Wir haben natürlich ein sehr starkes Außenministerium, dem ich angehöre. Insofern ist das keine Einzelerscheinung des Engagements der Kanzlerin, sondern ist eingefügt in die Interessen der Bundesregierung. Und es ist ein starkes Interesse in Deutschland da an einem stabilen, nicht nur stabilen, sondern einem prosperierenden Mazedonien. Insofern hat sich da wenig geändert, das Interesse war immer da gewesen. Denken Sie an den Berlin-Prozess, der in Berlin eben seinen Ausgangspunkt nahm, jetzt fortgeführt wurde über Wien, Paris, in wenigen Tagen Triest. Wir haben heute in der Stadt den Staatsminister im Auswärtigen Amt zuständig für Europafragen,
den Abgeordneten Michael Roth und wie gesagt in wenigen Tagen den Triester Gipfel mit Teilnahme der Kanzlerin. Insofern das Interesse ist da, die hohe Aufmerksamkeit, übrigens auch aus Eigeninteresse der Bundesrepublik Deutschland, hier eine stabile, prosperierende Region zu haben. Ein Land, um jetzt genauer auf Mazedonien zu sprechen zu kommen, ein Land, dem wir weiterhin, wir haben das die ganze Zeit getan, dabei helfen wollen, in euroatlantische Strukturen reinzukommen. Da bieten wir unsere helfende Hand an, gemeinsam mit anderen europäischen Spielern der EU insgesamt, wie auch mit den USA, vielen, vielen anderen Akteuren der internationalen Gemeinschaft. What are the chances for this, let's call it, obvious optimism between Skopje and Brussels to show some concrete results like start of the accession negotiation talks and also invitation to become NATO member? Ich sprach von Neustart, neuem Kapitel und das von der Regierung letzte Woche vorgelegte Programm 369 ist hochinteressant. Es hat alle Elemente an Reformaktivitäten, von Blueprint bis Priebe oder andersrum Priebe, Blueprint, das, was ich meinte mit Einbezug der Zivilgesellschaft. Es ist alles gegeben, es ist sequenziert nach 3, 6, 9 Monaten. Das heißt, es ist sind große Hoffnungen dabei. Es ist auch sehr, sehr viel Arbeit zu tun. Und die Arbeit, der politische Wille muss zuerst hier aus dem Land kommen. Aus dem Land, von der neuen Regierung, da ist der politische Wille da. Auch die Opposition muss eingebunden werden und die anderen Akteure, die ich nannte, die Gesellschaft allgemein, die Zivilgesellschaft, auch einmal mehr die internationale Gemeinschaft. Deutschland wird sicherlich dazugehören. Es ist eine Menge Arbeit an diesem Reformplan zu tun. Aber ich bin optimistisch, dass es zu einem Erfolg führen wird. Ob jetzt Eröffnung Verhandlungen, wie erhofft, im Frühjahr nächsten Jahres. Dazu bräuchten wir hier eine Kristallkugel. Die kann ich nicht, die habe ich nicht, ich glaube, die hat niemand. Es kommt jetzt darauf an, diesen Elan, diesen Neustart auch wirklich zu nutzen. Und dafür werde ich alle meine Daumen drücken, dass es auch klappt. Have you felt insulted by President Ivanov's statement aimed personally at you? And has this act left any marks on the relations between Germany and Macedonia? Ich denke, Ihre Frage hat zwei Facetten, zwei Aspekte. Das ist einmal ein übergeordneter und zum Zweiten ein sehr persönlicher. Lassen Sie mich mit dem Übergeordneten beginnen. Sie wissen ja, ich bin 35 Monate hier im Land. Das war eine sehr politisch aufgeheizte Atmosphäre. Oft gingen Wellenbewegungen, dann war es auch wieder ruhiger. Einige ausländische Botschafter wurden öfters attackiert. Da bin ich nicht alleine. Also ich erinnere mich an diese Nekrologbilder im Internet, kurz nach den Wahlen im Dezember 2016. Da hätte ich mir eine öffentliche Äußerung gewünscht, weil das ist inkompatibel mit internationalen Standards. Es gibt das Wiener Übereinkommen über diplomatische Beziehungen. Das geht nicht. Zu meinen den Äußerungen mir gegenüber. Sie haben ja gelesen, dass es da gleich einen Tag drauf, am 18. Mai, eine ziemlich deutliche Reaktion des Außenministeriums gab. Das ist unangemessen, das ist nicht die Norm. Meine Arbeit in Berlin wird sehr geschätzt und in dem Statement am 18. Mai war ja auch nochmal unterstrichen, dass ich immer in engster Kommunikation mit dem Auswärtigen Amt wie auch Kanzleramt agiere. Ich gehöre einem sehr professionellen diplomatischen Dienst an. In Deutschland haben wir dieses Prinzip einer Extra-Ausbildung, die ist sehr langwierig, ist auch
sehr, sehr schwierig, da reinzukommen. Also ich mache mir um meine eigene Professionalität überhaupt gar keine Sorgen. Und mein nächster Posten in China, in Shanghai, spricht auch eher für, wie soll ich sagen, für eine Anerkennung durch Berlin. Alles andere wäre falsch. Aber der persönliche Aspekt, den Sie auch angesprochen haben, nein, ich bin hier als Vertreterin der Bundesrepublik Deutschland. Ich bin hier in einer professionellen Position. Ich fühle mich nicht angegriffen. Ich persönlich hätte niemals eine Auseinandersetzung von der sachlich-fachlichen Ebene auf eine persönliche genommen. Das ist in jedem Konfliktmanagement der falsche Weg. Wenn ich mal so etwas getan hätte, hätte ich mich sofort entschuldigt. Das sollte man nicht tun, vom Sachlichen auf das Persönliche gehen. Wenn Sie mir noch eine Anmerkung erlauben, für mich hatte das Ganze auch einen etwas Frauen nicht schätzenden Aspekt. Und da komme ich jetzt zurück, was sich in dem Land geändert hat, zu Ihrer ersten Frage. Wenn ich jemand hier in diesem Land habe schätzen lernen, dann sind es die Frauen des Landes. Und ich bin sehr erfreut darüber. Besonders dieser Satz hat mich bei dem Regierungsprogramm 369 gefreut, dass die Arbeit der Frauen auch im Parlament jetzt wieder stärkeres Gewicht bekommen soll, dass man diese Gruppe reaktivieren will. Das ist etwas, wo ich sehr, sehr gerne mitgemacht hätte in den nächsten Wochen, Monaten. Das muss ich mir nun von außen angucken. Aber wie gesagt, ich komme zurück zu diesem Neustart. Ich wünsche bestes Gelingen, werde mit Interesse von außen zuschauen und wünsche Ihnen allen viel Glück und Erfolg. Thank you very much. Vielen Dank an Sie. Дури 445.000 граѓани на Македонија денот го поминуваат со само еден оброк. Од друга страна, околу 6.500 тони храна годишно завршуваат во депониите, покажа истражувањето на граѓанската платформа Ајде Македонија. Специјализираните агенции на Обединетите нации ја рангираат Македонија на 8-то место во светски рамки по количините фрлена храна споредено со бројот на жители. Дали вишокот храна може да се собира и да им се дели на оние што им треба и кои се пречките за тоа, истражуваше Славица Филиповска. За работниците во комунална хигиена во Скопје, работниот ден почнува во 7 часот. Распоредени во 80 камиони. Тргнуваат да го собираат сметот. Од пластичните канти поставени во секој двор и од јавните контејнери на улиците и булеварите. Нивната рута е организирана, но не и фрлањето смет. Во овој камион истовремено се мели и пластика, и хартија, трева, стакло, но и големи количини храна, дел со поминат рок, но и дел употреблива. Домакинствата и фирмите во Скопје заедно секој ден депонираат околу 500 тони отпад. На годишно ниво, 1/3 од сметот е всушност храна, а државата досега не успеа да обезбеди целосен механизам за селектирање на отпадот. Директорот на Скопското комунално предпријатие Ракип Дочи е свесен дека поголем дел од храната која завршува во канта е употреблива, но смета дека поради непрописното фрлање, комуналните работници ја затекнуваат во процес на распаѓање. Дури и да е исправна, таа ќе заврши на депонијата Дрисла, бидејќи досега никој не размислувал како толку многу храна да се искористи на поинаков начин. За да се складира храна, потребни се специјални садови кои што би биле на некој начин со заладување, за да не дојде до расипување на таа храна, бидејќи ако се расипа веќе нема можност истата да се користи за исхрана. И тука е големиот ризик, сепак таквата опрема би била скапа, ние до сега не сме размислувале. Меѓутоа, сепак, граѓаните можат, треба да се најде начин
Законите не ги носиме ние ги спроведуваме законите, сепак законодавецот е тој кој што може да предизвика во едина такви закони, кај што граѓаните што нема да ја одлагат храната во контейнер, биле мотивирани на било кој начин, за да истата ја чуваат и ја донираат на одредени институции кои што би се формирале за таа намена. И додека едни ја фрлаат храната, други немаат ниту да преживеат. Овие луѓе, чиј број постојано расте, секоја сабота на истото место го чекаат оброкот кој им го делат невладини организации. Меѓу нив е и Наиле Джемаилова, која се надева дека ќе остане оброк плюс за да му однесе на многодетното семејство што ја чека дома. 7 деца имам ја и нема работа кај да ја работиме. Вака со просено и вака што земам храна соботите ја излекувам секој ден. Питам. Просам. Ако просам ќе јадам, ако не, нема да ќе стоиме вака. Ќе умремо од глад. Останатите со нервозен поглед ја избегнуваа нашата камера. Кога ја исклучивме, почнаа да зборуваат дека имаат покрив над глава и пензија која не стигнува ниту за сметките. Ова е седмичен оброк што се дава во сабота, секоја сабота веќе 4 години во 1 часот и се подготвува храна со помош на ретвитни оброк кои ја готват храната и ја носат тука и различни граѓани од Македонија и компании кои помагаат. Ја носиме тука храната, ја пакуваме, како што можевте да видите, и ја даваме на оние кои што се социјално загрозени и бездомници и луѓе на маргините кои живеат во нашата држава. Хуманитарните организации делат по 200 оброци секоја сабота, веднаш до спомен куќата на хуманистката мајка Тереза во Скопје. Со донаторите комуницираат преку социјалните мрежи. Ние имаме страна, Facebook страна, значи ретвитни исто имаат Facebook страна и обично ни се обраќаат на Facebook или на Twitter и каде што сакаат да донираат, па така се организираме. Друга невладина пак, преку мрежа на организации во повеќе градови низ државата, се обидува директно да лобира кај компаниите да донираат, со што е формирана така наречена банка за храна. Таргет се пекарите, супермаркетите и останатите производители кои на дневна основа располагаат со големи количини непродадена храна, која има рок на траење. Може би за некого скромни се бројките 500 тона, меѓутоа верувајте за новни кои што им ја даваме, таа е повеќе од потребна. Храната ретко кога се задржува подолго во магазинот. Тимовите на банката веднаш ја дистрибуираат според евиденцијата на социјални случаи. Но со компаниите оди потешко. Бирократијата трае подолго од рокот на траење на храната. За компаниите е поедноставно да ја фрлаат отколку да ја донираат, зашто донирањето ги води во процедурален лавиринт за даночно ослободување. Сето тоа се должеше или должи на фактот што се уште имаме еден многу слаб закон за донации и спонзорства и што во изминатиот период, барем ние додека сме во етерот како невладина организација последните 7,5 години, онаа донација која што беше наменета за банката за храна беше од страна на управата за јавни приходи малце несоодветно третирано од аспект на тоа што наместо да ја контролираат донацијата, односно договор да го контролираат, малте не ја затвараат фирмата на подолго време. И додека на депониите низ Македонија годишно завршуваат до 6500 тони храна или 17 тони дневно, невладините евидентирале дека околу 445.000 граѓани во земјава живеат со само еден оброк во 24 часа. Од оваа бројка, државата преку проектот Народни кујни обезбедува оброк за само 3500 граѓани. Храната ја готват приватни фирми кои добиле на тендер. Оброкот е четвртина бел леп и чинија манџа. Но за оброкот чекаат и диабетичари и инвалиди кои мора да внимаваат што јадат. Во Народната кујна во Скопско Маџар Мало, на списокот за храна чекаат 32 лица, иако реалната бројка на оние што во оваа населба имаат потреба од оброк е поголема.
Сето тоа се должи на фактот што за да добијат порција државен оброк, тие мора да приложат извод од матичната книга на родени, а поголем дел воопшто не се евидентирани во системот и не постоја за државата. Тука доаѓам да земам храна, не сум вработен, земам социјално и така. Треба ли нешто да се подобри? Па треба да. Што? Па не знам, појака храна, повише оброци, па со еден оброк. Не е доволно еден. Треба повише оброци, повише мерки ја презема за социјални случаи. Македонија според бројот на население е 8 во светот по фрлање храна. Од граѓанската платформа Ајде Македонија велат дека треба да се ослободат од кривична одговорност граѓанските организации и донаторите во случај на несакани последици кај оној што ја примил храната, ако таа е донирана во добра волја и ако во тој момент е безбедна за консумирање. Бараат и поедноставување на даночните процедури за компаниите донатори. Нашата идеја како концепт е наместо досегашните $1,5 евра, најмалку $1,5 евра што Министерството за труд и социјала ги даваше во проектот Народни кујни, за проект во кој што не беа вкусно народни кујни, туку беа обични простори во кој што се делеше храната. Ние тоа да го тие пари да се искористат, да се направат на вистина, да се опремат кујни кои што ќе ги работат хуманитарни организации низ Македонија, а храната која што вишок да се носи наместо се купува нова, и од постојните 3500 до 4000 корисници нови народни кујни, ние да стигнеме до 13.000 луѓе со по 3 обрака дневно. Така што ние не само што ќе обезбедиме вредност од 10 до 11 милиони евра од храна, директна еден вид на нова социјална програма во Македонија, од друга страна ќе ги намалиме трошоците на комуналните претпријатија, тоа да го носат на депонирање, ќе ги намалиме трошоците на компаниите и ќе го намалиме големиот отпечаток кој што ние никој не го пресметува, тоа се климатските промени. Министерката за труд и социјална политика бара време за да се коригира законската рамка и да им се овозможи на фирмите и на граѓанските организации полесно да се вклучат во дистрибуцијата на храна во социјални цели. Тој закон не е доуреден со подзаконски акти, зашто не кажува ни како ќе се плаќа, ни како ќе се склучуваат социјални договори, ни кој е системот на мониторинг од страна на државата, ништо не е доуредено. Тоа ми кажува дека ние немаме плурален систем на социјална заштита. Чим го немате уредено, значи дека и не постои тој како таков. Затоа ми е потребно време во кое што ние и веќе е формирана група за нов закон за социјална заштита. Таа работна група со професори од универзитетот во универзитети во Македонија, граѓански организации, институции, ќе го исцртаат новиот систем на социјална заштита, ќе го вклучат социјалниот договор внатре и со тоа ние ќе дадеме можност да токму граѓански организации со случаен договор со Министерство за труд и социјална политика го организираат дистрибуирањето на храна, обезбедувањето на храна. Во соседна Бугарија, Банката за храна функционира 10 години и обезбедува храна за 35.000 граѓани. За тоа придонели законските измени, според кои донаторите не плаќаат данок за храната со рок помало 3 месеци. Во Франција пак, која е светски лидер во селективно и организирано депонирање храна, донаторите добиваат 60% даночно ослободување за донацијата и други поволности. За вакви решенија Македонија ќе почека. До тогаш, за голем број наши сограѓани, контејнерот ќе остане фрижидер. Ќе одиме на уште една пауза, а по неа историјата од регионот во Скопско, што пред една година беше погоден од катастрофална поплава, како и саботажата. Останете и понатаму на осад. Дали Македонија ја научи лекцијата од ланската катастрофална поплава во Скопско, кога загинаа 23 лица, а драматично настрадаа и куќите и инфраструктурата? Некои од мештаните не се задоволни од висината на одштетата, иако поголем број од нив успеале со таа помош, но и со лична инвестиција да ги санираат домовите. Но се чини малку или речиси ништо не е направено за да се превенираат слични ситуации во иднина. Еве до какви сознанија на терен и во комуникација со надлежните дојде Никола Здравковиќ. Стајковци, јули 2017.
Пред скоро една година летното предпладне се претвори во вечерина која стајковчани никогаш нема да ја заборават. Кој не видел, денеска тешко би претпоставил дека ова место пред 11 месеци претрпе катастрофални поплави. Улиците и сокачињата повторно се асфалтирани, се работи на нова канализација, а поголемиот дел од куќите се реновирани или се реновираат. Ретки се оние кои се уште не можат да се вратат во домовите. Има по некои куќи што се малку потија, што немаат услови, не се направени, има некои уште таму овие домовите што се не се дојдени, не се вратени, меѓутоа другите 90% имат направено. Живеат по една соба, две, кои има повише услови, повише направено. Патиштата, може да кажу сега, асфалтираа ги во последно време, još неколку има таму на таа страна не асфалтирани, али се работи. Но вратено ли е на вистина се во нормала? Можат ли жителите безгрижно да продолжат онаму каде што застанаа на 6 август лани? Се чини дека ова наизглед мирно село, кое дава се од себе да се справи со последиците, е место чиј немир го буди секој нов облак. Сега малку има проблем со овие површини што не се обработени, немат собственици што се грижат и што може да ги обработат. Пред нас има тука нива, ископана е за време на поплавите и кога врне се собира од 50 до 70 сантима вода и сега ние самите дека од улицата собираме со мотори, вадиме водата, кога има многу. Комарци имаше многу. Секојдневно по 2 пати прскам дворот и лозата и на сите прозори врати имаме комарници поставено, после прави канал. Тамо на лево и десно прави канал, иду тој канал што е за некај Вардар, али тоа е мала вода. Тоа е 50 сантим канал, метар не е многу голема, тоа е за обична вода. А ова што кажува дека 90 до 100 литра на квадрат, таа вода не го собира ништо. Стручњак ја имам тука еден. Мој унуци имам, двојца се. Еден е магистар, еден е градежен. Вика, Вујко, вика, на метри по вода не може да спасиш ништо. Додека чекаат трајно решение од надлежните, мештаните си помагаат самите, од свој джеп. На Стајковчани први соседи им се жителите на Сињелич, или како што тие го нарекуваат Хасанбек. Ја делеа судбината при поплавите, сега го делат предизвикот да застанат на нозе, но и стравот, минатиот август да не им се повтори. Нијази Хамиди, председател на урбаната заедница Јане Сандански, е човек која стекнал довербата не само на неговите сожители од Сињелич, туку и на оние од околните места. Со нив ги споделува добрите, но и тешките моменти, како и идните предизвици. Проблемот со каналот е веќе тој долгорочен. Обеќаваат секоја, да не кажам секоја година, секогаш кога има избори дека ќе биде, меѓутоа крај пак ништо. Али се надеваме дека сега, мислам дека и покренавме една иницијатива, граѓанска иницијатива, да се здружиме сите заедно, мислам, сите села, Сињелич, Стајковци, Булачани, Срешово и сите околни села и да правиме едно заедничко барање до Министерството надлежни за каналот и да го тоа направат еднаш за секогаш. Инаку секогаш еден мал дожд кога има кај нас, веќе куќите се поплавуваат. Значи каналот треба што подхитно и поскоро да се најде решение и да се изгради тој канал. Каналите и натаму представуваат огромен проблем и опасност за овие места. Ревизијата на професори од градежниот факултет содржи предлог да се направат дополнителни канали од каде водата би се влевала во постоечките канали во Стајковци, Сињелич и Рачиново, а оттаму во Вардар. Но со оглед на тоа дека каналите се прилично тесни, а врз делови од нив се изградени и куќи, експертите препорачале анализа дали таков проект е воопшто возможен. Анализата досега не е направена. Алтернативно решение понуди канцеларијата на UNDP, обиколницата да се подигне. Минатогодишниот октомври фирмата Трансмет беше избрана за изведувач на санацијата на обиколницата кај Стајковци. Меѓутоа до денеска не се знае што точно таа санација предвидува. UNDP излезе со своја препорака, санацијата да предвиди и подигнување на нивото на новата обиколница. Меѓутоа, дали оваа препорака беше прочитана, видена од надлежните, и тоа е непознато.
За одговори се обративме кај јавното претпријатие за државни патишта, дали ја виделе препораката и што точно предвидува санацијата, но веќе 7 дена од таму нема никаков одговор. Трансмет неколку месеци доцнеше со итната санација на обиколницата. Сега на терен се забележуваат екипи на фирмата, но одоко тешко е прецизно да се каже што точно се работи. Но ќе се говореше ли воопшто за штети од вакви размери ако беа земени предвид и други фактори? Професори од Шумарскиот факултет посочуваа дека слабата пошуменост одиграла директна улога во фаталните последици. Го слушнали некој нивниот глас? Превземено ли е нешто околу овој апел, прашавме во јавното претпријатие Македонски шуми. Накусно ни одговорија дека постои тековен план за пошумување и ни препорачаа подетален одговор да побараме од еден од директорите, Маријан Стојановски. Неколкуте обиди да го добиеме останаа безуспешни. И додека дел од надлежните се недостапни, борбата на мештаните од поплавените подрачја продолжува. Во овој дел од Скопската котлина многумина лебот го заработуваа работејќи ја земјата. Тоа би било штетно по здравјето, особено, да кажам, во наводници баџеванчиеве, ова година насадија доста и од патлиџани и од пипер, меѓутоа од пиперот веќе нема ништо, тоа се исуши, мислам, целиот што беа насадено. Меѓутоа и кога одам на пазар да го продава тој пипер, муштеријата доаѓа и си прашува од каде тој пипер, ме разбираш. И ризично по здравјето, мислам, и за производителот и за купувачот на тезга, да кажам. Со истиот проблем се соочуваат и мештаните на Стајковци. Непосредно по поплавите, Факултетот за земјоделски науки и храна изврши испитување на почвата во 12 места кои повеќе или помалку беа зафатени. Констатирале дека деградирани биле околу 1000 хектари и дека почвата може да се обработува, но тоа да се прави со доста внимание. Во пробите земени на микробиолошка анализа нема појава на патогени микроорганизми. Од добиените резултати од анализата констатирано е дека нема присуство на колиформни микроорганизми Ешерихија коли, кои потекнуваат од органски материи од фекално потекло. Исто така во почвата не се констатирани клостриди како показател на анаеребни процеси во почвата, кои се негативни и непожелни во земјоделското производство бидејќи ја намалуваат биогеноста и плодноста на почвата. Ова значи дека по преземањето на агротехнички и мелиоративни мерки може да се одгледува здрава и безбедна храна. Професорите изнесоа и низа препораки како да се третира и обработува оваа почва, но во вакви околности тешко е да се каже кој од земјоделците и во колкава мерка ги применил. Темелната анализа завршува со препораката редовно да се следи состојбата на земјоделското земјиште и да се прават почвени анализи за квалитетот, но и за правилниот избор на култури кои ќе се одгледуваат. Јули 2017. Речиси по една година, мештаните сами ја продолжија битката до нормален живот. Ја уважуваат и почитуваат помошта која ја добиле, но чувствуваат дека како што минува времето, тие паѓаат во заборав. Во моменти кога им предстои борба со бирократијата, поради катастрофалните услови преместена има и местната канцеларија која со децении се наоѓала во Сингелич. Апелираме и до Министерството за правда потхитно да се превземат мерки и да се изгради тој објект, да се реновира и да се врати комплет местната канцеларија кој што беше порано. Инаку тука гравират, мислам, доста села, Сингели, Стајковци, Стресово, Булачани, Страчинци и така натака. И сега нема никаква логика, тој Стајковци или од Булачани или од Сингели да оди за еден извод, народен или било што друг документ, да оди во Маđари и да чека неколку време, да губи време и све тоа. И додека се обидуваат самите да се исправат, се надеваат дека надлежните ќе го слушнат нивниот, но и гласот на експертите. Овој пат на време, пред да дојде на невреме, сметано по македонски, еднаш во 1000 години. И пред крајот вообичаено саботажата на Сречко Поповски. Вечерва имаме интересен, ексклузивен гостин. Лидерот на ВМРО-ДПМН господинот Никола Груевски. Добро вечер, благодарам што ја прифативте понудата за гостин во студијата. Благодарам, поканата ми задоволство и поздрав до сите што не следат вечер. Ајде да одиме со ред. СЈО буквално ви е на врат, против вас лично 4. Во 4 предмети сте обвинети и 1 за шлаканиците во центар, популарно како што се нарекува. Не терете од мене.
Теретат по раководство на ВМРО ДПМН, генерални секретари, министри за внатрешни работи, што да ви кажам, циркузи. Како да се види опозиција и дали е крезева? Знаете што, овој збор циркус вака помалку и така наликува, хаотичност, немање концепт, немање стратегија, таа работа со мене не била. Имаше прозивки да заминете од партијата и од страна на опозицијата, па и нели оние медиуми од страна дека било време да се тргнете од политиката и така натака. Знаете што, не треба да се разговара за тоа дали треба или не треба. Држава е ова. Како тоа вие го гледате? Не умри магаре, до зелена треба. Тоа ќе биде. Генерално за таа ситуација, дали работите на или каква ви е сега ситуацијата и односите со албанските партии, се повративте ли малку и очекувате ли да трае оваа коалиција или коалиција на стаклени носи? Видите, ние многу лесно можевме да бидеме Зоран Заев. Може. Ја не можев да бидам. Може. Бевте 10 години коалиционен партнер со ДУИ, факт е дека сега е коалиционен партнер со СДСМ. Зошто таму сите се срекни, а ние ништо не знаеме. Значи, овој удар не беше удар како? Ја не знам за околу метар и пол или така некако отприлика. Мислам, не ги знам точните сантиметри, но отприлика околу метар и половина, дека е поплитко. Ајде случајот траекторија, каде што ве обвинуваат за кинеските патишна, јас директно ве прашам, земавте ли пари од кинезите? Па најмалку 5-6 пати. Најмалку 5-6 пати. Како дојдоа кинезите бидат ваши митаџи, нели, така бидејќи така работа? Се обративме до Кина и прашавме дали од тоа може да се искористи нешто и тие ни кажаа дека може. Јас дури имав и средби со кинескиот премиер за сето ова. Да, но сумата кога ќе ја спомена цела, бога ми е голема. Да, 5 милиарди, 6 милиарди евра. Не денари, евра. Обвинети сте дека имате научари од 60.000 евра, имате? Да ви кажеме на работа. Кога сте на таква функција, премиер, главата не знаете кај. Знаете дека ќе ви замерат за тоа? Да, знае дека тоа ќе биде. Јас тоа никогаш не бим го направил нив. И што е најтрагично, поправките коштаа помеѓу 4-5.000 до 25.000 евра една поправка. Тоа е сериозен безбедносен ризик и недозволиво. И тоа е малку еден срам за државата. Пријатно ли е да се оди во сил, сепак бевте премиер? Кога си во таква ситуација, кој имаш толку проблеми, не ти е до уживање. Кој бил премиер, не разбира. Че не мирувате во опозиција, планот е кај да е повторно? Не умри магаре, до зелена треба. Тоа ќе биде. Морам да ви се заблагодарам што кога дојдовте и кога ви кажав темите за кои што сакам да разговарам и вие рековте слободно прашај за себе. Благодарам. На секоја тема, секој прашај. Ви благодарам, ми беше задоволство. Вечерва го гледавте предпоследното издание во оваа сезона. Последното е в петок од 22:30. Бидете и тогаш со нас. Пријатно.